Втора работа, уличните куќиња. Улично куќе. Заслужува да живее. Зашто заслужува да живее? Значи ти да не те згази кола, да не те отруе човек, да не те утепа некој со летва по глава да те удри, да не ти фрли киселина и ти тоа се да го преживееш, да направиш 2 години, 3 и сега некој да те фати, и да те кастрира. Значи да исече стотици години нешто што е толку силно што обстанало. Па улично куќе е посебно животно. Значи тоа пази знае да помине пешачки премин. Значи седи гледа семафорот и поминува. Тоа треба да се награди. Тоа сакате да ви кажам како е решен проблемот со уличните куќиња во западните држави? Многу едноставно. Во 70 години, 80 години, фатени се сите куќиња во гасна комора, еутаназирани се, или се им се ставани инекции еутаназирани се. Сега тие истите луѓе од таа Европска Унија, кои се прават дека се добри, нас не викаат сега овде, ама знаете сега вие треба да бидете милостливи према уличните куќиња. А тоа ние што ги убивме нашите и што кај нас нормален татко и мајка кој има 2000 евра плата, не може да купи расно куќе од 3-4 евра, а нема од кај да усвои. Нема, зашто едно животинче уникатно кој успеало, значи да обстане по таа улица, вие сте го убиле. Зашто сте го убиле? Толку ли ви сметаше? Значи им влеговте на дивите свињи у територија, им влеговте на мечките у територија. Се испуништивте, сега и у градов да ги утепаме. И гавраниве, треба да се утепаат гавраните, изметот им е голем, многу грака, чавките треба. А се ние направиме. И уште не можеме. Уште нашата лакомост и свест не може да дојде до оној момент дека ние уствари не сме еволуирани, воопшто не сме еволуирани. Лакоми сме, завидни сме, паролюбци сме. Значи ние не, за разлика од технологијава, ние не го заслужуваме ова, да се разбереме. Ова е премногу за нас. Премногу информации се ова за нас. Не сме интелигентни, барем повеќето, за да ги примат овие сигнали. Значи, и се треба да се уништи. Тие не гледаат какви се не проблеми имаат у држава, уличните куќиња. Ве остите ги нека живеат. Сватат дека куќето е богатство. Какво богатство е куќето? Тоа е едино нешто во моментов што не спојува со дивата природа. Ние го изгубивме контактот со дивата природа. Ништо нема околу нас природно. У студио овде немате едно цветче, ништо немате. Немате една зелена работа, немате ништо. Све ви е бетон, плочки, вештачко дрво, стакла, светла, дури светлава се бели, а немаат више таа топлина. Нема веќе топлина околу нас. Градов го претворија во бетонска џунгла, на секое место зграда направија, се живо. Значи немаме ништо што не едино тоа куќенце што не поврзува со таа дива природа од која и ние сами потекнуваме. Само тоа не поврзува, ништо друго. И сега ти кога имаш куќе, кога чуваш куќе дома, почнуваш да стануваш милослив и према куќињата што се надвор. Почнуваш да стануваш зашто го гледаш и тоа е животно, ама твоето имало среќа. Ментално преме раса паничар, македонски паничар. Тоа е мало кутренце што со векови овде останало. Не со векови, го има на антички релиефи, го има на антички слики, како сега на стари фотографии од пред 300 години. Го има на слика со Гоце Делчев. Неговите гени се провлекуваат константно. Можеме да го забележиме некои карактеристики во голем дел. И секој му текне на некој влада, ќе рече 30 евра давам, 50 евра ќе им дајме на ветеринарите што ќе одат по селава, што ќе ги шкопат куќињава. Најголемиот кинолог што некојаш се родил на овој дел од Балканот. Владко Костовски. Он е таткото на Караманот, заедно со неговиот брат. Значи Караманот е 90-та минута да се признае, мислам дека 2025-та веќе ќе биде условно признат и ние веќе ќе имаме една раса чисто наша. Сега Владко е тој што прв отиде по селата, направи селекција, донесува со брат му куќиња, направија еден куп аматерски документарци, книги неколку напиша, можете слободно да ги видите да ги видите на YouTube.
може да дојде да гостува, дури да донесе кутре во студио да го видите. Јас сум првиот македонски судија што ги судеше 3 пати ги ја судено до сега. Значи првиот пат беа представени на меѓународна изложба во Борис Трајковски, а сега веќе 2 години традиционално во паркот во Ѓорче Петров правиме една многу убава манифестација, има документарен филм за неа. Тоа е државно првенство на паничари, каде што на истиот ден Владко прави како конкурс, значи тоа е објавен конкурс неколку месеци пред тоа, и деца од сите школи од Македонија праќаат слики со македонски раси на кучиња, тоа се Шахломиец Караман и македонски паничар, и тоа е една огромна изложба на може 200-300 фотографии, па таму има и не фотографии, цртежи детски, па таму има и поставка од стари слики кај што од времето на Милтон, онаки слики стари, значи каде што се забележани паничари на сликите. Тука пее хорот од школото доаѓа, градоначалникот на Ѓорче Петров. Тоа е навистина една велелетна изложба кај што многу луѓе доаѓаат. Кој датум ако може да повтори? Тоа е во април, негде кај измеѓу 7 и 20 април. Тука е таа изложба и јас да речеме судев 2 пати, 3 пати судев, еднаш официјално судев на 2 државни првенства, на 2 први државни првенства, и сега тоа нормално е многу макотрпна работа Владко што ја прави, тој ги храни, се снаоѓа за храна, има нешто помош од луѓе, од кинолошки сојуз, од ова, од она. С тие кучиња се уште се поклонуваат, значи немаат цена, што тоа е еден сигнал да луѓето почнат да ги чуваат. Иначе е наречен куќе на семејната среќа, така е наречен. И доста луѓе значи одат кај него во одгледувачница, ги земаат, единствен услов е значи да ги чуваат и да ги носат на изложби, за да може да ја промовираме расата. А Македонија е еден таков базен на изолирани кучиња од кој можат се уште да се направат раси. Имавме голема штета направена на некој бачило, затоа што беа донесени овчарски кучиња кои не се својствени за овие предели, исклучиво за борби со кучиња. И тие кучиња... Мислите пред се на кангали? Да, кангали, азијати, да, и тие кучиња направија невидена штета помеѓу нашите овчарски кучиња, мелезејки се. И сега тоа треба многу време тој тип на куче да се тргне, да се отстрани, значи, за да остане тој нашиот стар тип на куче, за да може да го вратиме во нормала. Зашто од тој базен кинолошки што ние го имаме, таа популација на кучиња, ние се уште можеме да правиме раси. А ова е сосема нешто друго. Прво е влакното многу кратко, не својствено за овде, тоа е куче од Анатолија, кај што има 50 степени. Меѓутоа, што да ви кажам, неукоста на самите луѓе. А во однос на борбите со кучиња, ваше мислење како да се спречи постојни начин? Нема што да се спречи, еве сега ќе ви кажам. Нема ни еден човек што бори кучиња, а да не е у затвор или да не е умрен. Нехам да ги кажам нивните имиња сега, статистички сите брзо умираат или се во затвор. Сите што бореле кучиња. А се уште има луѓе што почнуваат тек со тоа? Па има, ако државата функционира во сите пори, вие не можете ништо да направите. Против држава не може да се борите. Ама, против мафија направена од страна на државата е многу тешко да се борите. Така се чуваат одредени типови на петли, како што се чуваат по Мексико, по азиските држави кај што тоа модерно, сега веќе чуваат петли, поевтини се, зашто тоа не се љубители на животни, тоа е се за пари. Да, тие се многу крвави борби. Па, нека не ве чуди ништо. Еве што се случува во Ирска и во Англија. Што се случува? Најнесретни кучиња се грейхундите, кои ги користат за трки. Кој ќе изгуби трката, од нервоза од собственикот што ја изгубил трката, на најзверски начини ги убиваат. Со чекич во глава, ги ставаат во вреќа, ги фрлаат у море да се удаваат, им сечат нозе, 300, на најзверски начини ги убиваат, пошто тоа се монструми, не се луѓе. И сега
тоа може многу лесно да се спречи. Ама поради големи интереси на држава, поради голем бизнис кај што се вртат многу пари, тоа не се спречува. И сега тоа се двојни аршини. А што мислите за извозот на бездомни милионици од тука према европските земји? Па го гледав господинов во една емисија го гледав. Па има тука, има тука доста злоупотреба. Има тука доста злоупотреба, значи дел од тие куќиња се извезуваат надвор. Најголемиот проблем во целата работа е што луѓето што го прават тоа глумат дека тоа го прават од љубов, а тоа уствари го прават од интерес. И тука сега тука завршува се, значи изјава од еден ветеринар. Вика ми носат куќе со скршена кичма. И ја им викам да го еутаназираме куќето. Не ќе го лечиме. Лечењето на ова куќе е многу скапо и не може да се излечи. Значи куќево ќе живее во агонија. Сега може би ќе се привикне да нема толкави болки, ама ќе има количка, ќе... Кој е одговорот? Ние за вакво куќе можеме да добиеме многу повеќе пари, отколку што можеме да добиеме пари за кастрација на куќето. За кастрација на женки. Сега, каде е тука човечност? Ова е изјава на ветеринар од некој од тие што сакаат животни. И каде е сега тука љубовта, каде е тука? Значи, што е тоа? Значи, работава крајнава цел е пари. Значи, да се најде нешто на што луѓето ќе се... на што емотивно ќе реагираат. Емотивно ќе реагираат и ќе платат. И ќе платат тоа, иако тоа нека се мачи, нека биде, ама овие ќе зимаат, а овие мислат дека прават добро дело. Секоја чест на тие што сакаат да направат добро дело. Значи, да не ги одвратиме со овој разговор, да не ги одвратиме вистинските љубители. Има и такви, дефинитивно. Апсолутно. Луѓе така наречени фармери. За жал, во Скопје шетаат фармерски куќиња. 70-80% шетаат фармерски куќиња. Што значи фармер на куќиња? Фармер на куќиња е човек кој не сака куќиња, него куќињата ги чува исклучиво од бизнес. Кога една раса е во тренд, тој гледа да дојде некако за некои најефтини пари, барем до една женка од таа раса. И таа женка не ја ни носи по изложби, скришно му ја оценуваат, сега кај нас веќе тоа не е можно, али еве за Србија зборам, ќе му ја оценат скришно и ќе ја однесе на некоја селска изложба, ќе му ја оценат некако, иако и фали зап, да речеме, иако и фали нешто. Ќе ја спари со сосема некој мажјак кој што нема да му земе пари најпросечен, или најлош да го кажам, за да не плати. Од тоа ќе извади женски куќиња, женските куќиња ќе ги пари, нема да им прескокнува на 6 месеци, ќе ги пари на секои 6 месеци ќе ги пари. Па после тоа ќе подметнува родовници од мајка, од ќерка, од ова, од она, од ваму, од таму. И сега, кога некој ќе сака да купи куќе што реално во тој момент вреди 3000 евра, ој му го продава за 1000 евра. Да. Карикирам се. И такви фармери има за жал многу, кај нив куќињата живеат во тотално нехумани услови, во мали кафешчиња се затворени, цело време чмаат таму, ги пуштаат еднаш-два пати во денот, нема шетање за тоа куќе, нема љубов за тоа куќе. Тоа е куќе чист онака заробеник, кој е влезено во тој кафец и цел живот ќе опомине во тој кафец. И на крај кога нема да биде во репродуктивна програма, значи, кој знае кај ќе заврши. Тоа се случува, за жал такви фармери има многу. Многу луѓе се излажани имаат купено од такви фармери. Една најважна работа што сакам да кажам. Сите вие што купувате куќиња од Србија и што ме слушате сега. Значи, прво нешто кој ќе купите куќе од Србија е да ви дадат експортен родовник. Експортен родовник. Немојте
да бидете излажени да добиете обичен српски родовник. Тој обичен српски родовник важи само за Србија. Со тој родовник можете да го вадите куќето кај нас на изложби во Македонија, меѓутоа не може да го расплодувате во Македонија. Со тој родовник не може да извадите педигриња за малите куќи. Не е толку страшно за тие што веќе сгрешиле, но ќе ги кошта многу повеќе. Тој родовник треба да се врати назад во Кинолошкиот сојуз на Србија, не знам уште тамо 60-70 евра треба да се доплати, за да ви они издадат експортен родовник кој ние ќе го признаеме овде во Македонија. Значи, за да си немате проблеми, кога ќе купувате куќиња од Србија, доколку купувате српско куќе, или доколку некој донел куќиња од Србија и сакате да купите од тамо куќе, барајте му со големи букви на сред родовник треба да пишува експорт. Само тоа е родовник кој овде се признава во Македонија за утре, за расплод на тоа куќе. Имаме многу голем проблем со ова, многу голем проблем. Биваат луѓето излажени за поевтино, бидејќи при самото вадење на тој родовник во Србија тој чини, не знам, 10-15 евра, овој чини малце повеќе, ако го вадиш одма, и тоа после ако го вадиш, од која ќе го купиш куќето, ако го вадиш, е многу поскап, па треба да идеш во Србија или да го пратиш по некој човек, или во Кинолошки сојуз, па Кинолошки сојуз, да го праќа, и сета таа процедура кошта, затоа исклучиво купувајте куќиња ако купувате од странство, не само од Србија, експортен род. Без експорт. А која е препораката, например, кон оние шверцери буквално на куќиња, затоа што јас имам многу клиенти кои што ми вика јас го купив куќето од мисли дека од Србија, се нареда или не знам, така му кажале, а куќето нема родовник, зашто му рекол на крај, слушај, плюс треба да доплатиш и овој го нема, па му бега, па вака, така и останува со куќе, расно, навидум, ама без никаков родовник, кој што го купил од македонец и не знае под кои услови тоа влегло во Македонија. Дали тоа, например, имате... Проблемот, да, имам, знам, како се реша. Проблемот сакате да носите оригинал Nike патики, а ги купувате од пазар. Ако ги купите од продавница, ќе ги платите 200-300 евра. Ако ги купите од пазар, ќе ги купите 20-30 евра. Тие со такви куќиња сакаат раса. Тие со такви куќиња не сакаат да го ценат трудот на одгледувачот и биваат излажани од фармерите. Значи, треба да го цениш трудот. Трудот треба да го цениш на оној тоа што го работи. Значи, ако е некој одгледувач и ако тој бил на 10 изложби го носил куќето, инвестирал толку пари и отишол, не знам, во Унгарија да пари, или Србија, или не знам, отишол во Германија да пари. И ако тој ти бара 700 евра, 800 евра за куќе, а ти не кеш да дадеш, ти сакаш да купиш куќе од 100 евра, од 150 евра, и кој ќе си купиш куќе од 150 евра, сакаш да биде на иста убавина и на исти ранг со куќето од 700-800 евра. И па не може, исто како со кола. Се знае автомобил од 2000 евра каков и од 20.000 евра. И за се е така сега, реално. И тие малце, се извинете ми вака на овој скопски жаргон, глумат лудило. Значи, јас сум имал многу такви луѓе што ми дошле, знаеш што, ама јас кога го купив, ама ми рече има родовник, ама нема родовник, да, добро, окей. Извини, колку го купив куќето? Па 100-120 евра го купив. Каков родовник бараш ти сега за 120 евра, кога родовникот е 30-40 евра експортниот? Да, каков родовник? Едно е да те излажат, да купиш куќе 400, 500, 600 евра и да не ти дадат родовник. Тоа е една работа, ама сега ти си купил, сега носиш патики од 300 евра, што ќе ги носиш, ајде да не речам една-две сезони, а не кеш да купиш саглам куќе што ќе ти живее 14-15 години. Тоа е. Тоа е најголемиот проблем. Сакаш да заштедиш на куќето. И кој ќе го донесеш после на изложба, кој ќе видиш дека твоето куќе само личи на овие другиве, што дошле од странство со такви, подзаликува малце, знаеш, гледаш тоаш гледаш што е целата работа. Чи не сакаш да го цениш трудот на тој некој човек што отишол да направи селекција. Што значи се вложил во тоа и направил селекција.
А знаете кои куќиња најлошо завршуваат? Поклонетите, подарените куќиња. Подарените куќиња, ние сме имале случаи како кинолози, еве ќе кажам како куќкари, што се знаеме тука во Македонија на пример, не има доста. Најголем проблем е ако кој ќе му дадеш на некој куќе подарок. Му викаш, сакам куќе, еве ти го куќето подарок. За него куќето е нула, цел живот ќе си остане нула и утре ќе треба да иде на одмор и ќе земе, ќе ти го донесе куќето на врата со ливче околу вратот, извини, одам на одмор, не можам веќе да го чувам куќето, те молам дај го на некој, вдоми го. А ти за истото куќе, ако си му земал само 10 евра, само 10 евра, ако си му земал, или само 100 денари, тоа е една таква чаробна граница во самиот мозок, да тој нема да ти го врати куќето. Тој самиот ќе си се погрижи за куќето, дали ќе го вдоми, дали ќе... Најнесреќни куќиња се подарените куќиња. И кога одам, увиди на легва да правам, има многу луѓе, знаеш, ова ќе го подарам на ово, немој да подаруваш, човек, немој, зашто? Не е убаво да подаруваш. Не сваќаат луѓето дека ти сега имаш мака, во станот 45 квадрата, ти 7 куќенца чуваш, значи, ги чуваш, си ги поведил тука, ги чуваш, најубаво млеко си купил, храна стартер си купил, не знам колку пари е кило, поскапа е од 5 кила месо, од најубаво месо е поскапа. И ти го гледаш, го чуваш, се е супер, и доаѓа некој лигавко, ќе го кажам, лигуш, вака, и ќе го земе куќето, ќе се живљава на куќето, пошто тој ќе мисли дека куќето е жива материја, они мислат дека е предмет, многу од нив мислат дека е тоа предмет. Ама знаеш што, 2 недели не можам да го научам, да не мочам. Па чекај бе, мајка ти тебе за колку време те научи да не оваквиш. И уште не си се научи. Уште си мочко. Уште си таков. Знаеш, да најдеш да го даеме на некој, и те молам, знаеш, сгрешивме ние мислевме дека не е. Или тие трикови, например, детето ми е алергично, жена ми не знам што, баба ми не може да ми дојде на гости, па усвои си ја баба ти, што да ти кажам, се преш. Значи, исто која е со продавање на куќиња. Кој ќе ти даде капар за куќето, тоа куќето знаеш дека ти е продадено. Тој што нема да ти даде капар за куќето, а ќе ти каже да му го чуваш, тој у 5 до 12 ќе ти каже, знаеш, ми излезе сега ова да правам, ми излезе она, па ќе идам на пат, па знаеш, ја не се пресметав добро, па ово, тој што ќе ти остави капар, ќе купи куќа. Мислам дека има и многу луѓе кои што се вака, како што кажат, имаме категорија на штанцери, мислам, овие фармите што ги кажуваш, каде што исто има и доста измелезени. Ја гледам, например, бишонери, значи пола малтезер, пола бишон, ама зашто на исто место ги чува, па најверојатно некако им се спаруваат. А ги продава као малтезер или као бишон. Имавме случај. Да. Сега, прашањето ми е следно. Луѓе, например, ги гледаат и се преплавени се, например, и по Фейсбук и така, и гледаат, например, дека тоа кошта, да речеме, 150 евра, 100 евра, 200 евра, значи нема вистинската вредност, затоа што тие што се вистински одгледувачи не се експонирани. Како да кажам, како луѓето може да направат дисоцијација помеѓу штанцери и тие што не се вистински одгледувачи? Само на изложби. Значи, доколку сте заинтересирани да имате убаво куќе, треба да посетувате изложби. Никако да не верувате на тоа што ќе го прочитате по огласи. Тамо се сите шампиони. Тамо во огласите се сите шампиони. И ако малце навлезеш, и тој ќе ти каже, ама знаеш, ама не. Татко му на татко му, па дедо му, па он е шампион. Ама он потекнува од тој и тој. Една работа луѓето не може да сватат. Од 2 шампионски куќиња тешко е да добиеш шампион, а не од 2 просечни куќиња. Значи, во едно легло, едно куќе ако се погоди изложбено, зборам екстра класа што ќе победува, тоа се рачуна за добро легло. 2, тоа е веќе супер легло. Барем да имате крвта. Значи, што е најбитно? Барем да имате добра, солидна крв да имате. Затоа, кој сака, ќе си доаѓа на изложба, ќе си застане покрај ринг, ќе гледа судијата како суди,
па таму има група на тие што чуваат, да речеме, бишони. Еве сега во Радовишки има, да речеме, за прв пат специализирана изложба за бишони. И сега сите тие некои луѓе што малце од малце ги сакаат бишониве, у октомври тамо ќе бидат во Радовиш на таа изложба. И сега тој што сака да купи бишон, ќе дојде да види како изгледа изложбен бишон. Барем да види изложбен бишон, како треба да биде ишишан, како треба да биде среден, како ќе да... И ќе си отиде таму и ќе си види и ќе види, и тамо ќе види разлика измеѓу едни и други, па некој сака сега, не знам, ваков тип, некој онаков, па ќе види судијата како ќе пресуди, па ќе оди на друга изложба. Куќе не се купува на прва, ќе одите на неколку изложби, ќе гледате, па ќе читате, па ќе проверите, па имате, например, крафт, ќе идете на YouTube, ќе отворите крафт за одредена раса, па ќе отворите World Dog Show, не знам, сега беше во Загреб, ќе го отворите, ќе ја пишете расата, ќе ви ги даде најубавите кучиња во расата, во клип, ги има на YouTube. Ќе видите од прилика како тоа куче треба да изгледа. Сега многу луѓе, например, исто така имаат тешкотија да сватат дека еве например викаат, а мене ми е миленик, не сакам да го такмичам, не сакам да го изложиме така натаму. Меѓутоа чистотата на расата фактички е да добиеш куче со некои предиспозиции кои што на тебе ти одговараат на стилот на живот и кои што ти одговараат исто така на, еве да кажеме, физикусот. Затоа што доколку има измелезано, не е сигурно дека ќе добиеш ти таа раса што ја посакуваш или што ја сакаш. И што ти одговара. Многу убаво прашањето, ќе почнам малце подламински. Многу малку имаме мешани кучиња, да се разбереме. Многу малци има мешани такви кучиња. Тоа е занемарливо. Малку. Во однос на тоа колку имаме лош квалитет. Во однос на тоа колку имаме лош, например во Македонија, еве пред сите јавно кажу, нема ни еден малтезер како што треба да биде изваден на изложба во влакно за да видат луѓето на што личи малтезер. Можат да видат кои ќе дојдат излагачи од Полска, од Чешка, од Русија, од Србија, од вамо таму, кои ќе донесат малтезер да изложат, да видат што е малтезер. Луѓето што купуваат малтезери не знаат што е малтезер. Не виделе. Значи, тие сите што се овде малтезери кај нас, они се малтезери. ДНА да им изводиш, он е малтезер, све си е он. Он си е тоа куче си е расно куче и си одговара на педигрето од кое што е добиено. 90 и нешто % одговараат на педигрето. И тоа што е проблем? Тоа се 16 класа малтезери. Вие кој ќе го отворите педигрето на едно куче и кој ќе видите Боби, Джеки, Тина, Мина, Рекс, Астор, Дона, Мона и таму има петка и нема ништо, вас многу добро треба да ви биде јасно дека тоа е, дека тука нема ни едно куче што ти е искочило реално на изложба. Нема. Значи нема. Сега, која ќе малце е смешно, ама кој ќе ги видите оние кучиња, не знам, Джек, Вом, тој, и доле 15 цаци, 10 цаца, ова. Па си значи нешто тоа. Тоа куче кој ќе го видиш на прва има глава прво. Има тип како што изгледа. Ова малтезери што се вадат кај нас, прво главата е атипична. Тој нема глава на малтезер. Балкански малтезер. Нема глава на малтезер. Тој е шиљасто муце, нема формата на муцката не одговара, стопот не одговара, формата на очите не одговара. Како се вика, должината на ушите не одговара, квалитетот на влакното, должината на вратот, форматот на телото не одговара. Како се вика, ставовите на нозете не одговара. А тоа е малтезер. Да се разбереме, тоа е малтезер. Ама не добиен селективно. Он е малтезер случајно, затоа што мајка му е случајно добиена, татко му, дедо му, прадедо му, сите се добиени случајно, не се добиени селективно. Тука е проблемот. Значи, одгледувач добар, прави пари добра женка со уште подобар маже и добива добри кучиња. Овој што е обичен човек, некој што си живее во некоја зграда, он се спријателува у паркот со првиот комшија и он пари со првиот комшија. Пример. И сега тој првиот комшија, ако има подобро куче од неговата женка, ќе го подобри малце генот. Ако има обично куче, тие ќе си бидат пообични. Тие сите од него што ќе купат и тие ќе спарат со, нема да идат по изложби, он има педигре, ама вика ја не сакам да идам на изложба. Па гледај сега, за тебе да ти се свиѓа тоа куче, да ти се допаѓа. Некој работел 150 години.
Ти вика, бе, знаеш, ја чувам германски овчар, ама не ми е мене за изложби, мене ми е за дома. Да, бе, човек, абе, тебе ти е за дома. Абе, награди го тоа некој 150 години што го правил. Значи, некој го направил ова за тебе да ти се свиѓа, затоа што ишол на изложби, затоа што селективно парел. Ако не парел селективно, кучево немаше да личи на ништо и тебе немаше да ти се свиѓа. Тебе ти се свиѓа затоа што некој го работел тоа. И ти тоа не икеш да го наградиш, таа работа не икеш да ја наградиш, а сакаш да има нешто што личи на тоа. Да. Естетски и по нарав исто. Многу е битно луѓето да сватат дека и наравот на расата е исто важен колку естетиката, затоа што има кучиња кои што се подобни за еден стен. Еве ја ви кажувам, некој бишони ќе се протне, ќе најдете некој бишон у Македонија, што тој е солиден. Ама малтезер не можете да најдете. Померанци се ретки исто. Ќе најдете чат пата, сите имаат померанци. Така да... Габриел, мислам дека со вас можеме неколку емисија да направиме комотно. Темелни, ова беше супер. Многу корисни информации, многу од нас не ги знаат, прв пат ги слушаат, многу ба објасната расата на германскиот овчар. Не е проблем, значи, да ги објасниме и другите раси, а она не го одговоривме, тоа беше многу интересно прашање, како да одберат куче. Како да одберат куче. Значи, како да одберат куче, тоа е многу дискутабилно и многу тешко. Знаеш како, роднините ти се наследени, а пријателите можеш да ги бираш. Да. Така е нешто слично исто со кучињава. Многу е тешко ако си тип кој не е многу активен, а земеш хиперактивно куче. Сега тоа има едни потреби, ти имаш други потреби. А не можеш ти твојот темперамент, што ти си го добил генетски од татко, од мајка, од дедо, од прадедо, ти не можеш да го смениш. Не можеш да го смениш. Ти си, например, таков, каков што си, тој ти е тонусот на темпераментот, експлозивноста во карактерот, ти е тој. А ти си го гледал тоа куче, ти се допаднало и на прв момент си видел некој, не знам, 200 пати му фрла топче, ама тоа си го видел на YouTube, не си го доживел. Сега ти кога на тој нема да му го фрлаш топчето, тој ќе рече и добра е фотелјава, сега ќе ја грицка. И он ќе ја грицка. Место 100 пати да иде да го донесе топчето, он ќе ја фати 2 квадрата од лежајот, ќе го здроби и ти сега кога ќе доеш дома, гледаш ужас. Абе чекај што е работава, па сега нема 200 пати топче, ама затоа има кожна фотелја. Така, значи најубаво да се консултираат со искусни луѓе, кинолози. Гледайте се, јас на пример имам дома Ласа Апсон. Тоа е една многу непозната раса, доста е слична на шицу, ама не е шицу. Шицуто е настанато од Ласа и од пекинеза. Сега ласата е посмирена од шицуто. Зашто? Затоа што шицуто го има пекинезерот, а пекинезерот е со малце по незгоден карактер, така по-е... И сега луѓето викаат ласа е куче, а шицу е играчка. Зашто? Затоа што на шицуто можеш да му се наметнеш 100%, а на ласата не можеш да се наметнеш 100%. Се си има своje, например, ласата ја чувале тибетанските будистите, тибетанските далајлами, монаси, и они во текот на тие 800 години додека ја правеле расата, исклучително бирале кучиња кои ќе лајат само на нешто што на вистина треба да лајат. За овие да можат, значи да се молат, да си прават сеанси и да се молат. Значи нив не им требало куче што джав-джав, помине вравка, джав-джав, помине, не знам, птица, джав-джав. Значи нив им требало куче тотално кое ќе биде такво сталожено, мирно и доколку на вистина нешто... Да, од не знам колку нешто беше као 5-6 километри од далечина приметува поодот човек кој што за нас е точка, дали е дел од хранат или е некој нов. Ако е нов ги алертира, ако е дел од хранот, нормално ништо не каже. Исклучително интелигентно куче, речи си никогаш не лае,
Лае само у годината може 2-3 пати да залае, значи тоа колку него надразнувате. Ако сакаш играш со него, ако сакаш не играш, спие по цел ден. Значи, медитира, ако го разбудиш, ајде да играш, ке игра. Сега знае да биде ликсурона, да бара јадење плюс, да ова, да она. Знае и многу кучен со многу здрав темперамент и карактер, кучиња кои се многу потентни. Кучиња кои што се исклучително потентни и буквално секој што ќе дојде нов, сака да го спари. Дали е човек, дали е куче, не му бега, додека не е добие она команда, доста е. Да. Така да, многу мои пријатели чуваат Джек Расел. Джек Расел е на 15 куче. Да. И сега нив име тоа е интересно, можат да речеме да го издржат тоа. Некои се каат, да речеме. Еве имам внука што не може кафе да пие. Оди у кафич, да речеме, сака да пие кафе. Тој 200 пати липа преку нези и го истура кафето. Тоа не значи сега дека кучето е такво. Тоа значи дека таа од мало не го воспитала. Така да, со секое куче треба да се работи од мало за потоа да се добијат резултатите. Најбитно нешто кај кучињата е што ние не можеме да сватиме дека нас кучињата не гледаат како луѓе. Нас кучињата не гледаат како кучиња. Тие не се свесни на нивниот изглед, они мислат дека изгледаат како нас. И затоа едно мало куче кој ќе дојде во една фамилија, едно мало папи штене некое, си го бара местото во хиерархијата. И сега, ако тоа генетски е предодредено да биде лидер, го носи тоа во себе, сега вие му давате да јаде. И сакате да му дотурите вода, а тој мисли дека сакате да му земете од храната. И ви ржи. И сега викате вие вака, дедо ми и баба ми рекоа дека куче која јаде не се сваќа, тоа не се пипа. Тоа е најголемата грешка што може да ви се случи. Че вие во тој момент, кога тоа мало куче, пример, ви заржува, при давање на храна, при чепкање, ако не го фатите да го казните горе на начин како што го казнува мајката горе за вратот и да го протресете, се до оној момент до кога ќе ви се тоа ќе ви се почини, вие никогаш, тоа ваш куче никогаш нема да ве слуша ако вие тоа не го направите. А вие тоа од 10 луѓе 9 нема да го направат. И што се случува? Тоа куче станува мисли дека е алфа во фамилијата, не слуша никого, значи сите му се подредени. Утре може да нападне некој, затоа што он се осеќа јак, не осетил да му врати никој, го носите у парк, не ве слуша, го носите на поводник, не дај Боже го пуштате од поводник, тој своеволно се оди, значи тој не ве прифаќа како лидер, не ве прифаќа како алфа во фамилијата, туку тој мисли дека е алфа. Тоа е најголемиот проблем од друга страна, тие кучиња, ако се земат од мали, се најдобри за дресура. За друга некоја емисија. Фала ви многу на црпните одговори. И се гледаме наскоро. Да. Ви благодарам што ме поканивте. Се гледаме наскоро.